Кога уметноста може да се јави како лека, креативноста и креативниот процес како поддршка во развојот на менталното здравје, тогаш говориме за еден нов проект на психолог Цветанка Бурзевска, чиј иницијатор и носител е токму таа. Говориме за промоцијата на еден креативен психолошки дневник, која што се одржа неодамна за изложбата на терапевтските дела во центарот на Бурзевска и секако за нови теми поврзани токму со менталното здравје. Овде со мене е токму психолог Бурзевска, односно ние сме во незиниот центар. Ти благодарам што ја прифати поканата ете токму пред телевизија Алфа да го представиме креативниот дневник со гешталт арт терапија и да проговориме збор два повеќе за сето она кое што се случуваше изминатите недели. Добар ден и од мене. Ви благодарам што сте денеска овде во мојот простор. И секако чест ми е особено драго што сум повторно на телевизија Алфа. Цветанка, што се случуваше неодамна, се случи промоција на креативниот дневник со гешталт арт терапија, именно процес, односно терапија која што е позната и стои позади вашето име, веќе сте ни препознатливи по неа. Пред да започнеме во фокусот да го ставиме креативниот дневник, јас би сакала збор два за арт терапијата и колку таа е важна во менталното здравје и психологијата денес. Преку зборови може да кажеме многу, меѓутоа да не сработиме многу. Од друга страна, уметноста ни дава малце поинаков пристап до самите себе, поинаков пристап до решенијата, кои што сметаме дека ни се потребни, навистина ни се потребни, и малку поинаков поглед на работите во кои што се наоѓаме. Затоа овие двете терапии споени во едно, гешталтот каде што ни вели бидете присутни сега и овде, каде што не учи како да бидеме одговорни, односно на личната одговорност за своите мисли, однесување, чувства, оно што ќе го кажам, и свесноста која што ни ја поттикнува, спојот со уметноста, со арт психотерапија, бидејќи таа е форма на психотерапија која што е малце подлабински, навистина дава многу убави резултати. Се случи промоцијата на креативниот дневник, пошто овој дневник се разликува од еден класичен дневник и ете за кому му е наменет креативниот дневник? Креативниот дневник нема граници. Мислев дека има граници, дека е само за возрастни, со тоа тргнав всушност да го правам. Не е како класичните дневници, туку имаш дозвола да го пополнуваш како сакаш и кога сакаш и каде сакаш. Не мораш да одиш по ред, можеш да скогаш страници, можеш еднаш да седнеш да изработиш 10, а можеш да не го фатиш 10 дена. Значи се водиш според твоите потреби, според она што тебе ти треба во моментот, те враќа на да се слушнеш самиот себе. Има за задача да ве насмее на моменти, бидејќи има нелогичности, можеби, меѓутоа се со позадина, не се така напишани. Има за задача да ве научи на границите, има за задача да ве поврзе со себе, односно да стварите контакт со себе си, меѓутоа и да не заборавите дека сте суштество кое што функционира во социјална околина, значи не сме сами. Од друга страна, интересно е што имаш дозволот како ќе го потполниш или да дојдеш до кај мене да си поразговараме со чајче, со кафе, што се случува додека или што се случило, или тотално да го уништиш. Кому е најмногу наменет креативниот дневник и кому најмногу ќе му се најде во процесот на психотерапијата? Кому најмногу го препорачувате? За сите, значи за оние кои што сакаат да истражат малку повеќе за себе, ја смирува анксиозноста доколку имаме проблем со нејзе. Од друга страна, син ми ме научи дека многу убаво средство е да се конектира родител со дете. Му текна една игра која што јас не ни бев свесна, па ќе кажам, ја бев као за возрастни и нагоре, меѓутоа му текна игра каде што седнуваш заедно со детето, родител дете и се играме игра. Најизменично отвараме, што ќе ни се погоди тоа. Едно јас, едно ти. Може би игра за цело семејство, пошто така им се запознаваат членовите меѓу себе. Родителите откриваат нешто за себе, меѓутоа откриваат, дознаваат и за децата како
како размислуваат, дали имаат нешто што ги мачи, бидејќи преку цртеж може да се види. Вака кога ќе ги прашаш, нема да ти кажат ништо. Би сакала збор 2 и за онаа изложба на психотерапевтски дела која што се случи исто така во твојот центар, што подразбира ваквата изложба и колку е важно овие дела кои што се создавале во целиот тој психотерапевтски процес да излезат од 4 зида и да ги види јавноста, односно сите ние. Според етиката не смеам да вадам цртежи кои што се на клиентите, меѓутоа овие се мои процеси, мои лични процеси, како јас сум поминала низ одредени процеси со клиентите. Значи, тука се серија на цртежи кои што има работа и ова се крајниот резултат, би рекла. Последната сесија, каде што е веќе сумирано, и ова се мои лични искуства, мои лични емоции, мои лични дела. Значи, ни едно дело кое што е на клиент нема излезано и нема ни да излезе во јавност. Меѓутоа, ова е нешто што сакав да покажам дека и ние терапевтите сме луѓе, и ние работиме на себе, и дека додека клиентот седи спроти нас и ние имаме одредени процеси, одредени чувства со кои што се соочуваме, бориме и така натаму, едноставно како поттик за другите, меѓутоа и да не видат малце од поинаков агол. Дека сепак, колку и да сме професионални, сепак нивните приказни допираат до нас. Колку креативноста денес може да биде поддршка во целиот тој терапевтски процес? Многу голема. И баш ми е драго што е така. Баш ми е драго што во овој брз секојдневен живот, со еден куп животни предизвици, што се тркаме со времето, уметноста не дава простор да забавиме. Забавуваш, се конектираш со себе си, се опушташ, бидејќи има неколку видови на принципи на арт-терапија, каде што уметноста како терапија е една од нив, арт-терапија е сосема друго, арт-терапија отвараме процеси, затвараме процеси, значи малце поинакво е, меѓутоа уметноста како терапија баш ми е драго што е популарна, бидејќи ни дава канал за сите оние емоции кои што се заробени во нас. И во најавата јас не го споменав, меѓутоа не помалку важно е отварањето на првиот хаб за ментално здравје, велите прв ваков во Македонија, што подразбира ваквиот хаб, за кого ќе биде наменет овој простор и пошто ќе се разликува од останатите класични советувалишта. Наменет е за сите возрасти. Значи, ќе има работилници за деца, групи за деца, за адолесценти возрастни, каде што се планирани соработки со останати центри и психолошки, меѓутоа и центри кои што работат со креативна работа. Ова е простор каде што секој може да дојде, секој може да истражи за себе или само да се опушти, секој може да го искористи просторот и едноставно имам некоја визија дека сите заедно одиме кон подобро ментално здравје. Само така можеме да растеме. А што е следно на вашата агенда? Еве, при самиот крај одржувате и многу онлайн работилници за менталното здравје, па можете и да ги информираме нашите гледачи доколку некој сака да учествува во дел од тие работилници. Да, во текот на годината обично имам 3 бесплатни онлайн работилници, каде што може кој сака да се пријави. Тоа обично се јануари, април и септември. Додека сега повеќето побарувачки има за во живо. Значи повеќе сакаат да бидат во живо. Обично се водам според потребите на клиентите. Какви потреби имаат они, какви побарувачки, така е. Така да, освен ова, имаме едукација исто за арт-терапија, тоа можам да напоменам, и тие има дел онлайн, затоа што се дел со странски предавачи. И не само, па ќе кажам, не е само за доколку имам јас проблем па да се соочам, туку се едуцираме, растеме и така натаму. Психолог Бурзевска, ви благодарам за разговорот, за тоа што споделивме малку повеќе за новините во вашата работа и за информациите околу новите работилници, едукација. Ќе ви посакам успешна работа. Ви благодарам и убав ден. Грижата за менталното здравје е не помалку важна од грижата за физичкото здравје. Со психолог Цветанка Бурзевска разговараме за промоцијата на креативниот дневник и за тоа колку креативноста и уметноста денес можат да бидат поддршка во развојот и грижата за менталното здравје. Ви благодарам, почитувани гледачи, за вниманието.